Почитувани гледачи, следачи и поддржувачи на Само ТВ канал. Добре дојдовте во ова специјално, вонредно и едукативно издание на нашата програма. Моето име е Кирил Зарински, а денеска нашата редакција ми зададе задача да ви покажам како да врзете вратоврска. Одиме! По последното издание на Другите вести, нашата редакција доби стотици, можеби илјадници, коментари во кои што нашите фанови прашуваа како се врзува вратоврската која ја носеше нивниот почитуван водител. Епа, јас сум тој почитуван водител и бидејќи вратоврската ја врзувам сам, нашата редакција ми ја даде задачата јас да ви покажам самиот како се врзува таа. Па вака. Што ви е потребно за врзување на оваа вратоврска? Па за почеток, оваа вратоврска, која ја држам тука во десната рака. Знам дека е нов додаток во нашето издание на вестите, меѓутоа мене ми е представува една драга вратоврска која што мислам дека ќе биде составен дел од моите модни избори и во иднина. И исто така ќе ни биде потребна и некаква ракија, било каква ракија ќе заврши работа. Јас во моментов одбрав жолта, бидејќи кога пијам обоен алкохол, имам чувство дека поспоро ме фаќа. Ако тоа ви има смисла. Единствена работа која што би кажал околу изборот на ракијата е тоа да гледате да биде ракија која има над 40 степени, бидејќи се испод 40 степени, нели, начално правилото и прописите не е ракија. Така сега кога конечно малку се опуштивме, може да пристапиме кон дополнително опуштање, бидејќи демонстрацијата ќе биде за врзување на оваа машна. Тоа значи дека нема да ни биде потребно ова елитно сако, така што ќе гледам да се ослободам од него. Во идеални случаи би ја замолил режијата да ми помогне, меѓутоа, како ми кажат американците, денеска сме understaffed и морам сам да си го закачам на закачалка. Ама привремено ќе стои таму. Сега, некои од вас може би се прашуваа зошто ракијата? Епа, пошто ракијата? Така што јас ќе посегнам кон, нели, дневната терапија што би ја нарекле кај нас во редакцијата. Мене така ме знаат, помини замини, еве ќе си се напие, така и денеска за овој туторијал ќе си се напие. На здравје. Тек со втората. Вака. Знам дека често го спомнувам ова во идеални услови, меѓутоа во идеални услови вратоврската треба да оди под јаката. Јака е ова. Вратоврска е ова. Некои би го нарекли машна, литературно македонски е. Добро, може и машна, окей, мислам нема врска. Окей, еве, машна. Меѓутоа, како што знаете, мојот стил прилично се разликува од оној конвенционален моден стил, така што мојата вратоврска не оди под јаката. Меѓутоа се работи за истиот принцип на врзување. Сега, некои тој принцип го нарекуваат виндзорка. Јас, да бидам искрен, не сум сигурен што значи тоа виндзорка, така да ќе го наречеме, еве, драчевка. Вратоврската е тука. Јас сум исто така тука. Сега ќе пристапам кон демонстрирање, меѓутоа за да ви демонстрирам ќе морам малку да се приближам кон вас. За врзување на вратоврската ќе ни бидат потребни потенкиот крај или потесниот крај и подебелиот крај. Како и многу клучна работа околу врзување на секоја вратоврска се овие
2 прста или можеби овие 3 прсти. Зошто? Затоа што девојките ги сакаат. Зошто? Затоа што се мои. Сега ќе ви зборувам додека работам, така што еве за почеток ќе ви ги покажам двата краја на вратоврската. Значи секоја вратоврска во принцип има еден подебел крај кој што оди напред и еден потесен крај кој што оди зад оној подебелиот. Ова е стандардна вратоврска, така што и ова е градена на истиот принцип. Што е следно? Следно е да ви покажам која од прилика треба да биде должината, односно како треба да ја наместите. Вака. Од тука, што е првиот чекор? Првиот чекор е да ја наместите должината на двата краја од вратоврската. За мојата висина од прилика некако ми одговара да дебелиот крај биде од прилика двојно подолг. Следниот чекор е, ги фаќаме двата краја. Овој потесниот крај го ставаме одзади, овој подебелиот крај го преметнуваме преку него. Гледате, со овие два прста ја држам основата на вратоврската, а со задниот прст, односно со палецот, ја подметнувам од другата страна. И ја вадам од другата страна. Целиот подебел дел на вратоврската доаѓа однапред. Значи тука ви доаѓа на некој тип на 1,5 или двоен јазол. Можете да си го користите секако овој прст за да си подпомагате. По овој чекор, кој е следниот, многу важен дел од врзувањето на овој тип на вратоврска, е да не заборавите дека дебелиот дел оди одзади, оди однапред и оди зад првото кругче кое ви е формирано со вратоврската. Само го поместувате и вратоврската е врзана. Сега нормално можете да ја адаптирате повисоко. И откако ќе ја врзете, вратоврската, нормално можете да ја поместите нагоре, за нели да ви дојде соодветно на вратот. Меѓутоа, тоа е оној основен принцип. Вака, значи, еве вака, може да ја разврземе пред камерата, за да видите дека не користиме трикови, дека тука не постои магија, тука постои само добра ракија, убава вратоврска, тоа е вториот дел, и овие 3 прста. Одиме принципот уште еднаш, значи подебелиот дел од машната, потесниот дел од машната. Потесниот дел оди одзади, подебелиот дел оди однапред. Правиме еден круг околу машната, го држиме овој дел, за да не ни се расформира, правиме овој дел, подебелиот, оди низ делот, каде што ни е протнат вратот, и го протнуваме од тука, и потоа истиот овој дел, оди зад првиот дел, односно овој тука најнадворешниот слој од машната. И сега имаме повторно совршено врзана вратоврска, која можете да си ја адаптирате према вашиот врат. Како што гледате, оди доколку го земете овој тука потесниот дел и го држите, оди нагоре, така што можете да ја донесете до должина која што вам
лично ви одговара. Дами и господо и публика од неидентификуван вид. Драго ми беше што го погледнавте овој краток туторијал, ова наше мало, кратко, едукативно видео кој е подарок за вас, гледачите, кои што толку упорно, толку често прашувавте во коментарите, токму за тоа како вашиот омилен водител ја врзува својата вратоврска. Еве, ви учинивме. Повторно, Само ТВ канал ви излезе во пресред и го направи она што го вие сакате. Ајде сега помогнете ни и ние да го направиме она што ние го сакаме. Би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам за тоа што го изгледавте цело ова наше видео, цела оваа специјална програма која ја подготвивме за вас. Моето име е Кирил Зарински. Останете со програмата на Само ТВ канал. Гледајте ги другите вести, гледајте ги сите останати содржини, гледајте нашата спортска програма, која што во моментов не е достапна во етерот, меѓутоа ние ја чуваме во архивите. Останете во добро здравје и придружете ни се веќе во следното видео. Ви благодарам што останавте до самиот крај. А да не имаш ти 2 чашки за ракија, исти.